Значи, Сојузот на стопански комори во соработка со USAID, односно со проектот ИДЕАС, кој го води компанијата Booz Allen и Хамилтон, работеше на подготовка на предлог политики во делот на развивање на туризам. Во заедничкиот договор и предлог од нашите членки дојдовме до констатација дека треба да се посвети поголемо внимание на развој на руралниот туризам во Македонија, бидејќи во делот на масовниот туризам во оваа фаза имаме одреден успех, меѓутоа сметаме дека руралниот туризам има огромен потенцијал во Македонија, кој се уште не е искористен и треба да му се посвети посебно внимание. Значи, зошто туризмот? Сметаме дека туризмот е една од побитните извозни гранки на Република Македонија, од проста причина што, односно од едноставна причина што представува прилив на девизи, односно туристите странски поготово, кои ќе доаѓаат во Македонија, ќе трошат одредени пари во делот на купување на производи, користење на различни услуги. Тоа е од една страна, од втора страна и државата ќе има корист во делот на прибирање на ДДВ и даноци од туристичките и угостителски објекти. И трета многу битна причина што туризмот како економска гранка представува мултипликатор, односно раздвижува и многу други индустрии кои се пропратни, односно ќе доживеат свој развој дали директно или индиректно. Значи, тука станува збор како за делот на градежништвото, делот на агросекторот, делот на угостителски и туристички услуги, сообраќајот, телекомуникациите, така да еден широк спектар на други сектори се развиваат преку развојот на туризмот. Процентот од 1% на учество на туризмот во бруто домашниот производ на Македонија сметаме дека е мал. Имаме огромен потенцијал и фокусот, како што реков, треба да го насочиме кон руралниот туризам, каде што ние имаме големи компаративни предности, значи во делот како на рекреативниот туризам, во делот на културно-историскиот туризам, во делот на спортскиот туризам и кој едноставно мора да го искористиме повеќе од ова ниво на кое сме сега. Сега рековме, потенцијалот го имаме, посебно во делот на руралниот туризам. Што ни недостасува за да ги привлечеме туристите, односно за да можеме да го извеземе? Значи, нас ни недостасува една адекватна понуда. Во оваа предлог политика ние дефиниравме три ставки, односно три модели, што би требало да се направи. Значи, првиот модел е ситуацијата да биде статус кво, значи да не направиме ништо. Тој модел го оценивме како најнеповолен. Вториот модел, што треба ние да направиме, тоа е државата да обезбеди и да додели одредени стимулации во делот каде што треба да се развива руралниот туризам. Ова го оценивме како задоволително, меѓутоа за нас е прифатлива третата опција, каде што државата треба да учествува со одредени стимулации, значи да се помогне во оние рурални средини, фамилии кои би сакале да го отпочнат овој вид на туризам, меѓутоа исто така да се вклучи државата во обезбедување на адекватна инфраструктура за да таа биде, како што реков, адекватна за привлекување на туристите, значи и во тој дел да го обезбеди државата, исто така и адекватно мапирање за да можат странските па и домашните туристи да знаат каков туристички локалитет се наоѓа во одредено подрачје од Република Македонија. Бидејќи ние сега ако одиме, имаме одредени мапирања, меѓутоа тоа сметаме дека не е доволно согласно потенцијалите кои ги имаме како туристичка дестинација. Што е со промоцијата и маркетинг, надвор од држава? Значи, во предлог политиката се наведени и учесниците, односно стейкхолдерите, кои учествуваат во
спроведување на оваа политика, која би требало да даде одреден резултат. Тука е вклучена и државата, односно Министерството за економија, каде што секторот за туризам е токму одговорен за развој на туризмот, а исто така и Агенцијата за промоција на туризмот треба да го обавува својот дел, кој го обавува и сега, меѓутоа повеќе да биде фокусирана токму на руралниот туризам. Понатаму, исто учесници, односно стейкхолдери, ќе бидат и стопанските комори кои се занимаваат со туризам, локалните самоуправи, значи нивните сектори за локален економски развој, регионалните центри, кои се исто така државни, кои ја имаат исто така оваа задача, туристичките агенции, туристичките работници, угостителите, индивидуални туристички работници. Значи, ова е еден комплексен приод, кој секој треба да даде свој придонес за на крај да има резултат. Како што најави господинот Алексов, значи денеска се наоѓаме во Струмица, каде што имаме практички дебата, јавна расправа на тема рурален туризам. Со Сојузот на стопански комори работиме на еден документ кој што би требало да ги даде можностите и одговор на прашањата како Струмица и регионот ќе постигнат повисоко ниво на рурален туризам, нови форми на туризам, со надеж да оваа стопанска гранка во Република Македонија, особено во овој регион, добие повеќе на значење. Туризмот е битен за нас, меѓутоа уште побитна е комуникацијата помеѓу приватниот сектор и државата, било на централно ниво, било на локално. Драго ми е што денес се присутни представници на општина Струмица, така да заедно на оваа средба бизнис заедницата ќе ги истакне своите мислења во однос на документот. Од друга страна, општината е тука за да ги ислуша тие мислења и за да даде свое мислење по истите. Така да за USAID, Американската агенција за меѓународен развој, нашата фирма Booz Allen Hamilton, која што го имплементира овој проект, од особено значење е оваа комуникација во јавно-приватен диалог.